Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku përita kohë mi edhe sot, pavarësisht së shfesë shtetërore, emisioni Gjurmët dhe pjesa tjetër e programit të televizionit Alzat nuk mungon edhe në festa shtetërore dhe në ditë tjera për t'ju shoqëruar dhe patjetër për t'ju sjellë deri tek ju sa më afër informacionin. Në fakt, vazhdojmë të jemi në një prej, le të themi kështu, maratonave më të rëndësishme të vitit, patjetër gjithçka që shënohet në një vit është shumë e rëndësishme, mirë po do e vëmë theksin më të veçantë në 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, këtu duke përfshirë dhunën ndaj grave dhe vajzave dhe dhunën në familje. Ne jemi kështu drejt fundit, sot shënon data 8 dhjetor dhe me datën 10 dhjetor, kur është edhe dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, mbyllen këto 16 ditë të aktivizëm. Kjo maraton diskutime, shfoljesh dhe aktivizmit, mirë po që nuk kupton që duhet mbyllur edhe puna që ne bëjmë në këtë drejtim. Dhe në fakt për të folur në këtë vit, mirë po duke u fokusuar pak më shumë se çfarë ndihme mund të gjejnë viktima, cilat janë të drejtat e viktimave të dhunës me bazë gjinore dhe sidomos dhunës në familje. Kemi këtu në studio përfaqësues nga Rrjeti Nacional kundër dhunës në bazë dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, është psikoterapistja për ndryshe Елена Димушевска. Добар ден, добро ми дојде, Елена. Добар ден, благодарам за поканата. Фала ти првично што на празник дојде, иако сме на крај на овие 16 дена. Да, благодарам за поканата и празникот секако не минува ништо кога треба да се зборува за оваа тема, така да... Така да продолжуваме, тука ќе бидеме во следните минути да зборуваме за насилството врз жените и девојките и семејно насилство. Понекогаш често пати слушам на луѓето, можеби ме така веќе преку нос што зборуваме цело време за овие два терми, насилство врз жените и семејно насилство. Зашто ние продолжуваме да зборуваме за овие два вида на насилство? Дали имаме се уште голема бројка на насилство или пак зборуваме бидејќи сакаме да зборуваме? Прво, не знам, баш би било интересно да тоа го провериме со некоја анкета на јавно мислење дека многу се зборува за овие теми, затоа што моето чувство е дека не се зборува. Овие 16 дена активизам се 16 дена во рамки на целата година, 365, и точно овие 16 дена можеби доаѓа премногу, но ако земаме целата година, не мислам дека доволно зборуваме колку што треба да зборуваме, земајќи предвид колку е важно ова прашање, не само за жените, туку за целото општество, не сметам дека доволно се зборува. А зашто се уште зборуваме? Можеби затоа што проблемот со насилство врз жени се уште сме далеку од тоа да го решиме. Ние сме и после толку години, за семејното насилство се зборува значително подолго, негде од почетокот на 2000-тите години, за веќе другите форми на насилство се поактуализирани во последниве 10. И потребно е да продолжиме, затоа што она што го покажуваат еве статистиките е дека овие изминати години на отварање на овие прашања ги поттикнуваат жртвите да пријавуваат. Затоа се зголемува бројот. И тоа многу често го потенцираме. Бројот на пријави не е зголемен заради тоа што е зголемено насилството, туку е зголемен заради тоа што жртвите се повеќе охрабрени да пријават, да го привеземат првиот чекор и да излезат од насилната средина. Зборуваме се уште затоа што точно ги охрабруваме жртвите, но некако решението и не решението, туку помошта и поддршката која што како држава треба да ми обезбедиме, се уште е на почетното ниво. Се уште ние немаме воспоставено на национално ниво минимални сервиси, значи пристапни и достапни во сите градови, не само во Скопје, пошто жртвите не се само во Скопје. Може да бидат од рурална средина, може да зборуваат различни јазици, може да имаат некаква попречаност. Сите овие услуги треба да бидат достапни за сите нив, независно од нивната индивидуална состојба и контекстот во кој што живеат. Ние тоа го немаме направено како држава. И имаме уште многу што да зборуваме. Да. Тоа што јас би сакала да кажам и за сите наши гледачи е дека Националната мрежа против насилство работи директно со жртвите. Да. Не сте организација која што работи можеби апстрактно или само со институции, така да жртвите можат директно да се обратат кај вас.
Да, националната мрежа има три основни, три фокуси во своето работење, три приоритети. Едната е застапување за промена на политики и подобрување на пристапот до сервиси. Второто е обезбедување на директна помош за жртвите, ова што сега го кажа три. И третата е јакнење на локалните женски организации, нели со цел да бидат подостапни за сите оние на кои што има потребно, затоа што овие услуги за поддршка според Истанбулската конвенција, според сите меѓународни стандарди е препорачано и е најдобро да ги раководат женски граѓански организации, затоа што некако се покажало низ искуството, низ годините, и ова не зборувам само за Македонија, зборувам за Европа и пошироко, дека женските граѓански организации се најсензибилизирани за да ги водат овие услуги и да им ја обезбедат на жртвите онаа поддршка која што има потребна во моментот. Не согласно закон, туку нели земајќи ги во предвид, пак ја кажам, индивидуалниот контекст, индивидуалната ситуација, што на неа и е потребно, женските организации се најспремни тоа да го обезбедат. Спомна законот, како сме со законите, често пати слушаме дека Македонија има супер закони, имплементацијата е проблемот кај нас. Дали тоа важи и во овој случај во семејно насилство особено? Да, апсолутно. Оно што во суштина и навистина е унапредано во последниве, да речеме, 10 години, од, еве ќе земам 2015, од првиот посебен закон за семејно насилство, 2021 посебниот закон за различните форми на насилство врз жени, 2023 сите поголемиот дел од формите на насилство беа вметнати како кривични дела во кривичниот законник. Од аспект на законска регулатива ние навистина имаме добри законски решенија. Апсолутно дека секогаш тие може да бидат унапредени, но пред да знаеме каде да ги унапредуваме и да видиме кои се пропустите во законските решенија, треба да ги имплементираме нели на терен. И точно дека имплементацијата е навистина слаба. Тоа го покажуваат извештаите годишни кои што ги спремаат граѓанските организации, тоа го покажува и EU Прогрес извештајот, тоа го покажуваат и Гревио извештајот, например, за имплементацијата на Истанбулската конвенција. И главниот проблем тука кој што се појавува, затоа што декларативно гледаме дека се излегува, се зборува, се отвараат прашањата за различните форми на насилство и предизвиците за справување. Главниот проблем е тука не обезбедувањето на финансиски средства од националните и локалните буџети. Кога зборуваме за специјализирани сервиси, специјализирана поддршка, таа е предвидена во закон. И сега, нели ние викаме ќе одредиме поголеми казни за сторителите, законот за насилство предвидува привремени мерки за заштита и сето тоа е окей. Нели? Ама тоа се однесува на сторителот и превенција од повторување на насилството. Но превенирање да се повтори. Но не се однесува на тоа каде жртвата ќе отиде од кога ќе го напушти семејниот дом. Не се однесува ако е невработена да се вработи за да може да биде економски независна. Не се однесува на надминување на траумата и последиците од насилството по низиното ментално здравје. И тоа е тоа што го обезбедуваат специјализираните сервиси, односно специјализираната поддршка. Сега, за да имаме домување за жртвите, да имаме бесплатна психолошка поддршка колку што има потребно, за да ги имаме сите овие услуги достапни, треба да се обезбедат финансии. Домување не може да се обезбеди без финансии. Често пати или пак во секој интервју секој ни кажува дека треба да се пријави насилството. Но како циклусот да престанува таму? Што се случува после тоа пријавување? Често пати жртвите ќе повлечат тоа пријавување во полиција. Каде ни е проблемот во овој систем, државен систем, без да навлегуваме во вашата организација и другите невладени? Точно, и сите кампањи се фокусираат на тоа, собери храброст, има начин, пријави. Пријавувањето е првиот чекор и нема да речам најлесниот, пошто и за тоа треба храброст да се пријави насилството. Но она што следува во месеците што доаѓаат или па некогаш и годините што доаѓаат е навистина измачувачки
процес. Особено во држава како нашата, каде што ја немаме оваа специјализирана поддршка за која што претходно зборувавме. Ние имаме ситуации каде што иако е пријавено насилството, они се уште живеат во заедничкиот дом. Или пак чекорите кои што ги превзема Центарот за социјална работа се не секогаш соодветни на место. Во случај кога заедно со пријавата на насилство се почнува и бракоразводна постапка. Од една страна се изрекуваат привремени мерки за забрана за вршење насилство, за забрана за доближување или комуникација. Од друга страна, бракоразводната постапка бара да се регулира видувањето на детето со родителот со кој што не живее. Тоа најчесто е насилникот, затоа што жртвата заминува заедно со децата. И сега, тука имаме еден многу голем предизвик, а тоа е што е во нашата држава поважно? Родителското право или најдобриот интерес на детето да живее живот ослободен од насилство? Правото на родителот да има редовни контакти со своите деца со кои што не живее, го ставаме на многу повисоко ниво, како позначајно право, него правото на детето да живее живот ослободен од насилство. Дополнително што и жртвата ја ставаме во ситуација да она постојано мора да биде во контакт со насилникот заради реализирање на видувањата, затоа што пак воспротивно, ако таа одбие да ги предаде децата на таткото, односно на сторителот на насилството, може да следат санкции за неа, за прекршување на решение на видување. И ова е исто така некој, значи, кога се разработувала и се подготвувала Истанбулската конвенција, ова го имале на ум низините работната група која што ја спремала. И сега во Истанбулската конвенција се има предвидено дека може да има привремено ограничување на видувањата на сторителот на насилството со децата, може да има привремено и одземање на родителското право. Тоа се го остава како слободна одлука на државата, но го става фокусот на тоа дека жртвата треба да биде заштитена. И сега зошто го спомнувам и ова? Затоа што еден од главните предизвици кај нас е да во нашата држава е да едноставно го прифатиме тоа дека таткото кој што врши насилство врз мајката пред своите деца не може да биде добар родител. Не забораваме дека децата се индиректно жртви. Цело време, апсолутно се цело време. Дури и во ситуации кога таткото, сторителот на насилството, татко вршал насилство директно врз своите деца, видувањата повторно се овозможуваат. Затоа што морало и било многу важно да се задржи односот родител-дете. И тоа е борба која што ние водиме со години со институциите, односно со Центарот за социјална работа. Затоа што тој однос не е најважен, особено ако штети на растот и развојот на детето. Како ние сметаме дека детето ќе израсне во здрава единка, која што ќе може да се развива, да ги развива своите потенцијали и да биде продуктивна единка во општеството, ако ние постојано тоа дете го тераме на сила да биде во контакт со некој кој што му врши насилство. Зошто? Само затоа што му бил родител. Апсолутно е тоа недозволиво. Ние создаваме на овој начин, нашите институции создаваат и поттикнуваат развивање на единки кои што ќе вршат насилство, затоа што видите вие кога детето ќе види дека центарот тоа го одобрува, зошто па да не го прифати како нормално однесување, како нешто што е одобрено. И ние поттикнуваме дека тоа дете кога ќе порасне и ќе стане родител, истото може да го прави и на своите деца. Затоа што наместо да му обезбедиме психолошка поддршка и тоа да разбере што се случувало, зошто е тоа погрешно, зошто тоа на кој друг начин се решаваат конфликтите, нели? И недоразбирањата во семејството, па и надвор од семејството, ние го буткаме во нешто што апсолутно штетно влијае на неговиот раст и развој. И затоа останува прашањето отворено постојано и ќе останува и ќе остане отворено уште многу години. Ова се начини на кои што ние може да превенираме
И сега, само што да дополнам, затоа што се задржав само на овој дел со децата, ми е особено важен зашто многу ретко зборуваме. Многу ретко зборуваме за ова дека во нашата држава не постојат воопшто па никакви сервиси за поддршка на децата. Да работат со децата, да може децата да добијат бесплатна психолошка услуга, да работат на она што го преживеале. Децата ако се мали, ако не можат можеби најправилно да го вербализираат тоа што го чувствуваат, но тие го чувствуваат. И ние треба да им помогнеме како да се справат со тие чувства. Ние не им помагаме, ние ги игнорираме, ги ставаме на страна и викаме овој ти е татко, ти мораш со него да имаш контакт. И тоа е само едниот од предизвиците. Нели ќе пријави жртвата насилство, ќе се превземат сите мерки што треба да се превземат и каде она ќе отиде? Еве, едната можност во многу од случаите остануваат во домот на сторителот, во дел од случаевите заминуваат. Ќе отиде кај своите родители, односно кај своето примарно семејство, може ќе отиде кај некои роднини, можеби ќе земе стан под кирија на почеток, но тоа не е решение. И тоа е повторно, таа е оставена сама на себе да си го најде решението каде ќе спие од утре натака, односно од дента кога пријавила, каде ќе биде низиното ново живеалиште. Државата не и помага за тоа. Државата единствено што обезбедува 15.000 денари еднократна парична помош. Со 15.000 денари во 2025 прашање дали можете една кирија да платите. Шелтер центрите ги имаме ние. Нормално, мислам и дека не се знаат или пак жртвите би биле таму безбедни. Колку од жртвите одлучуваат да одат во шелтер центри кај нас? Како функционира тоа? Многу малце. Шелтер центрите точно дека постојат, се со минимален капацитет, согласно потребите и минималните стандарди. Но и оние многу малку од жртвите решаваат да се сместат да бидат сместени во шелтер центар, затоа што кај нас се уште функционира еден стар модел на шелтер центри, а тоа е шелтер центри од затворен тип на тајна локација, каде што во суштина од кога вие ќе сместите жртвата, она не смее да излегува, телефонот е одземен заради безбедноста нели на локацијата и на другите жени, и она во суштина е во тој стан, куќа, што и да е како објект, е таму додека и смее да излегува само со придружба. Тоа е предизвик сам по себе, затоа што во случај кога жртвите се вработени, може да изгубат работата. Нашиот закон не вика дека ако во ниеден дел не е напишано и не е јасно наведено дека ако таа не отиде на работа одреден период заради сместување во шелтер, да биде забрането да, например, ја изгуби работата. Значи, може да ја изгуби работата. Има во неколку случаи преку фокус групите кои што сме ги правеле за искуства на жртвите. И раководеле со некои мали бизнеси. Цвеќара, не знам, можеби некој бутик, некој мал бизнес каде што таа сама била вработена. И таа од која ќе биде згрижана во шелтер, нејзиниот бизнес пропаѓа. Или се задолжува, па е уште потешко од кога ќе излезе да продолжи со бизнисот. Ништо од ова не земаме во предвид. Ќе зборувам за Европа, во европските земји шелтерите веќе функционираат на друг начин. Функционираат како места каде што дата е сместена, апсолутно и обезбедена и храна, и хигиена, и режиски трошоци и се, но таа може да излегува, може да оди на работа, може да оди доколку е невработена, може да оди на интервју, може децата да одат. Зошто е тоа така, односно шелтерите се од отворен тип? Затоа што пак овие привремени мерки за забрана за доближување и забрана за вршење насилство по нив се постапува итно, затоа што во истиот момент кога ќе се доближи сторителот до жртвата, има изречена привремена мерка, тој веднаш е уапсен и е во притвор. Што кај нас
Кај нас не оди тоа така затоа што прекршувањето на привремената мерка точно е кривично дело, но не се постапува толку итно по прекршување на мерката. Полицијата ќе го повика и ќе го опомени. Да не, мислам, апсолутно да не бидам разбрана погрешно. Ќе го опомени, ама нема да го стави во притвор зашто и се доближил. Ќе го опомени. Па ако ја прекрши уште еднаш, ќе му пуштат кривична пријава и знаеме како одат кривичните пријави кај нас додека тоа биде одлука, односно пресуда дека тој направил прекршување, нели кривично дело, прекршување на судска одлука. И тоа е процес. И ако ние зборуваме сега за можеби темниот дел на системот, зборуваме за проблемите, ни би сакале нормално да звучиме како жртвите, да ги обесхрабриме за да пријавуваат. Што би можеле, например, невладиниот сектор, тоа што недостига од државата, жртвите да ја добиват од невладините организации? Јас знам дека вие и домувате и давате многу различни поддршки. Точно, и не само граѓанските организации, и институциите постапуваат. Навистина не сакам погрешно и ова што го кажавте и вие, не сакам погрешно да бидеме разбрани дека нема помош. Апсолутно има и има многу случаи и многу жени кои што ја напуштила насилната средина, го напуштила насилниот партнер и со помош на Центарот за социјална работа и со помош на полицијата. И најчесто е тоа во соработка со граѓанските организации, затоа што токму тоа што фали во државниот систем, граѓанските организации го обезбедуваат. Придружба и поддршка за пријавување на насилството. Бесплатна правна помош и адвокатско застапување, бесплатна психолошка помош. И ние како мрежа дополнително обезбедуваме одреден период домување. Она што апсолутно би сакале да го направиме, да можеме да обезбедиме домување за сите оние на кои што имаат потреба, но ние домувањето го обезбедуваме преку интервентниот женски фонд. Тој не е фонд кој што се полни само од донации. Имаме донации и од приватни и од правни лица, од физички во суштина и од правни лица, но тие донации не се доволни за да можеме да обезбедиме поддршка на сите жени на кои што им е потребна, кои што доаѓаат во нашите центри. Ние раководиме со 3 центри, женски центри за поддршка Скопје, Тетово и Битола. И таму ги обезбедуваме овие сите други услуги кои што ги спомнав претходно и дополнително домувањето за оние на кои што има најнеопходно, ако може и воопшто така да се селектираат и издвојат. Она што пробуваме да го направиме е во првите 3-4 месеци да ја обезбедиме финансиски средства за кирија, за режиски трошоци, еден дел од оние дневни потреби како храна и хигиена исто така да ги покриеме. За почеток таа да се почувствува безбедно, затоа што, знаете како, не можеме да размислуваме за професионално развивање или јакнење ако екзистенцијалните потреби не ни се задоволени, ако немаме кров над глава, ако немаме храна за себе и своите деца и ако немаме осигурана физичка безбедност, ако физичкиот интегритет не ни е зачуван, тогаш не можеме да зборуваме за левел второ ниво и трето ниво, а тоа е професионален развој. Затоа пробуваме со овој фонд да барем колку што е возможно, им дадеме на почеток некаква сигурност, за да можат во ситуација каде екзистенцијалните потреби им се задоволени, да можат да размислуваат на тоа што понатаму, да направат нов план за животот и за тоа заедно со социјалната работничка и психологот и кариерната советничка да развиваат плани, да јакнат професионални вештини и да одат понатаму. И ова е модел кој што точно ние го пилотираме веќе 5-та година, почнувајќи од 2020. Го пилотираме овој модел веќе 5-та година, имаме помогнато на одреден број на жени, ги имаме поддржано со овој тип, но тоа не ни блиску до тоа на колку жени ваков тип на помош има потребно. И едно од нашите главни застапувачки акции се токму обезбедување финансиски средства од државниот буџет за програмата за реинтеграција, која што ги вклучува сите овие сегменти: домување, финансиска помош, психолошка помош, образование, обука и вработување. Тоа е тоа кое што им е потребно на голем дел од жртвите. Не на сите, но на голем дел од жртвите. Мислам дека иако една жртва би ги имала можеби професијата и да биде развиена сама по себе, пак дел од нив ќе им бидат потребни, пошто самото семејно насилство влијае така врз една жена.
Точно. Сите, знаеш како, овие 5 аспекти на реинтеграцијата не им се потребни на сите. На некоја жена, и затоа е многу важен индивидуалниот пристап, и затоа е многу важна таа процена кој е контекстот на жртвата, на жената, кои се незините ресурси, и финансиски, материјални, но и човечки, каква е мрежата на поддршка. И откако ќе се направи таа процена, може полесно да се утврди како можеме ние да ја помогнеме и во кој дел и треба поддршка. Не мора да значи дека за се и треба поддршка. Мислам дека еден од најголемите проблеми ние што ги имаме е исто така и препознавање на насилството. Деки често пати кога се спомнува семејно наследство, се мисли насилството од мажот врз жената, се заборава на насилството од бивш партнер, од дечко, од девојка, сите тие видови кои што законот ги препознава, ги имаме, а можеби ние не ги зборуваме. Би сакала од ваша гледна точка, дали ние знаеме колку имаме семејно насилство во врска кога се уште? Не се веќе во брак партнерите. Ние во центрите сме имала пријави на насилство, тоа е веќе интимно партнерско, нели? Иако се многу блиски по дефиниција семејното и интимно партнерско, то сепак ова го викаме интимно партнерско. Кога се работи за дечка и девојка кои што не живеат заедно и кои што, нели, каде што веќе има одредени насилни однесувања. Сме имале пријави од девојки и тука од девојки кои што се жртви на своите партнери, тука се сретнуваат исто така сите форми. Се сретнува и физичко и психичко, но тука се значително и позастапени. Демнење, сексуално вознемирување или уцена, затоа што ете секој со своите различни начини на функционирање, уцена за споделување на компрометирачки слики или видеа во јавност или со блиски луѓе, така да е застапено, но она што исто така државата се уште не успеа да го воспостави е сеопфатна дата база која што ќе ги собира сите овие податоци. Еве и да побарате од Министерството за труд и социјална работа статистика, тие ќе ви дадат статистика само за семејно насилство, при тоа нема да издвојат колку биле во врска, колку биле во брак и се актуелни партнери, а колку биле поранешни партнери, да речеме. И се, нели, бракот или е разведен, или се тие само разделени и било како. Таа детална статистика ја немам и затоа ние не можеме да зборуваме за ова. Не можеме да зборуваме колку е застапено уште во помладата возраст, нели? Средношколките и средношколците веќе влегуваат тинеџерски насилни врски, знаеме дека постојат како феномен, постои, но колку е застапен кај нас ние не можеме да кажеме. Колку е важно да го знаеме како оди постепено насилството, како почнува од можеби многу мала доза на насилство и можеби да завршува и на убиство, како што ние имавме и многу случаи ова година. Дали знаеме да ги препознаеме тие први ред флекс што ги викаме? Дали знаеме? Ева, не знам, не би можела да зборувам во името на целата нели наша македонска популација, мислам на граѓаните и граѓанките во Македонија, но она што се добива впечаток дека не знаеме баш. Дека малку ги мешаме првите знаци за насилство со многу голема љубов. Затоа што кога уште на почеток на врската има преголемо врзување, преголемо искажување на љубов, љубов која што не е возможно да постои во првиот или вториот месец, па пополека, нели, оддалечување од социјалниот круг, оддалечување од семејството, па коментари во насока на изгледот, движењата, дружењата, нели, на партнерката. Сите тие работи кај нас се поистоветуваат со љубов. Многу ме сака да бидеме цело време заедно. Или многу ме сака, па еве ми помага да изберам што да облечам. Или, не знам, многу ме сака и... Има љубомора за тоа. Да, љубомора некога си пишувам со другари ми од средно, затоа што многу ме сака.
Љубомората не е сакање, љубомората е надоверба. Љубомората се појавува кај луѓе, сега секако имаме една здрава љубомора која што е во нормални граници, имаме љубомора која што имаме љубомора каде што веќе има забрана. Значи, со таа љубомора оди забрана, одат негативни коментари, е придружена и со ред други однесувања. И да, љубомората е најинтересно што кај нас љубомората се поистоветува со љубов. Љубомората се појавува кај луѓе кои што се несигурни во себе, имаат страв дека ќе изгубат партнерката и пробуваат да воспостават контрола над неа, за да не ја изгубат, за да ја задржат блиску до себе. И од тука тоа е едно црвено знаме, што за кратко време не само што е црвено, туку почнува и дречливо и светкаво да станува, ама ета некако се игнорира. И можеби треба да речеме, да размислиме за тоа да повеќе зборуваме како изгледа една здрава врска. И почетокот на врската и како понатаму се развива, и точно дека тоа не може да го објасниме, ние нема книга која што кажува, нели во која што е напишано, но има одредени фази на врската каде што од запознавање се преминува во љубов. И најважно може би тоа како те прави да се чувствува делот. Апсолутно делот, дали чувствува партнерката има немир и анксиозност блага, или е смирена и има доверба. Почита, исто така почита и довербата и почита се основи на една здрава врска. Кога имате љубомора, вие нема доверба. Не може да има љубомора и доверба, не одат заедно. Едноставно. Така да треба да ги зборуваме овие теми. Овие теми треба да се зборуваат уште од основно образование, затоа што децата уште тогаш почнуваат, нели, со симпатии, повлегување во први врски. Затоа ние не треба да чекаме до 20, до 15 или 20 години. Ние уште од најмала возраст треба да им зборуваме на децата како изгледа една здрава врска, да ги учиме на тоа што можат они да очекуваат од својот партнер или партнерка, и ако го добијат сосема спротивното, да може да препознаат дека овдека веќе не се работи за некој со кој што ќе имаат здрава врска. Аспекти и индимност, бројтjes dhe парандалимит. Елена, вие сте и психотерапевт и сакам од вашата гледна точка, деки еве на мене персонално ми се случува да гледам некоја девојка, жена која што е во насилна врска, ама не знам како да постапувам. Како би било можеби најдобриот дел, како ние што можеме да препознаваме насилство, да им кажуваме на тие жени и девојки дека вие сте во насилна врска и што треба тие да направат следно? Знаеш како, не знам дали можеме ние, било кој, јас, ти или било кој од нас, да и кажеме на нашата пријателка, познаничка, колешка дека е во насилна врска. Дали е тоа наше право? Да го кажеме тоа како факт. Она мора тоа да го разбере и самата да го увиди и да го открие. Така да можеби да, треба да направиме разговор секако, апсолутно на тоа 100% стојам дека треба да го потикнеме тој разговор и да ја прашаме што се случува, дали има нешто што се случува. Прво мора да ја, за да кажеме дека е во насилна врска, она мора прво да ни се довери. Да ни каже барем една ситуација која што за неа била можеби непријатна или вознемирувачка. Така да прашањата на почеток, барем за девојка, за познаничка, пријателка, за жена која што се уште не ни се доверила со своите најинтимни чувства и мисли, да почнеме да ја прашаме дали е се во ред, дали нешто има што и се случува кое што би сакала да го сподели со нас, дали има нешто што ние може да направиме за неа или пак едноставно ако гледаме дека не сака да сподели, тогаш едноставно да дадеме до знаење дека ќе бидам тука кога ќе сакаш да ми кажеш било што. Или, нели, јас сум тука кога и да имаш нешто за кое што сакаш да зборуваш, независно дали е тоа некоја многу важна тема или помалку важна. Јас сум тука за тебе. Таа порака е многу важно да ја пратиме, затоа што пред да собере храброста, таа да ни се довери, мора да разбереме дека иако
знаеме дека е погрешно насилството, но тоа и жртвите го доживуваат како пораз. Како тие да не успеале во нешто, затоа што знаеме дека жртвите многу често ја бараат вината во себе за насилството што им се случува. Така да признавањето и споделувањето јавно, пак зборувам јавно, иако е тоа со една особа, пак е јавно. Споделувањето и признавањето дека да, јас сум жртва на насилство, мојот партнер, дечко или сопруг, ова ми направи, она ми направи, е навистина многу тешко признание. Многу тешко се собира храброста да се признае тоа. Затоа да не се разочараме ако не сака веднаш да ни каже, туку едноставно пораката, јас сум тука за тебе, што и да ти треба, јас сум тука за тебе. Кога и да сакаш да разговараш, повикај ме, ќе зборуваме. Може би ќе и треба некое време, може тоа нема да биде веднаш следниот ден, во некој случај може ќе биде и следниот ден, но во некој случај нема да биде следниот ден. Сега, кога ќе дојдеме до моментот да ни се довери, тогаш веќе единствено и најдобро она што можеме да го направиме е да кажеме дека може да пријави, може да се пријави во Центар за социјална работа или во институција и секако може да пријави, да дојде да се обрати во граѓанска организација ако се уште не е спремна да го пријави насилството во институција и да почне било каква постапка, секогаш може да дојде во граѓанска организација. Тоа е главната разлика. Ние иако ги охрабруваме жените кои што доаѓаат и жените и девојките кои што доаѓаат кај нас ги охрабруваме да пријават, но апсолутно не инсистираме да го направат тоа во првиот момент кога ќе дојдат. Нивниот идентитет и случувањата нивни се апсолутно доверливи и ние никогаш нема да изнесеме таа информација надвор од центрите во кои што таа жена ќе дојде. Така да она што како пријателка можеме да го направиме е да ја понудиме придружба. Ќе дојдам јас со тебе во организацијата или ако е решена да пријави во полиција, ќе дојдам јас со тебе во полиција затоа што на нив има потребна и онаа морална поддршка. Нели, да имаат барем една личност од доверба. Личност од доверба која што ќе знаат дека ќе биде со нив. Само тука, физички ќе биде со нив. Не треба таа ништо повеќе од тоа да знае и да прави. Само да биде физички присутна со неа и да и биде, да речеме, да биде личноста на која што таа ќе може да се наслони во моментот кога ќе биде тоа потребно. Ние сме при крај, завршуваме уште малку, но би сакале за крај што треба нашите жртви да знаат и да знаат за да пријават или пак да земат тој првиот чекор за да се спасат од таа врска или пак од тоа насилство. Пошто секоја ситуација е различно. Повторно ќе кажам, не е само насилството што го доживуваат, многу е различен контекстот во кој што живеат, поддршката која што има достапна, ресурсите кои што ги имаат. И затоа една главна препорака апсолутно не можам да дадам за сите, но она што би ги охрабрила да направат е да се обратат во граѓанската организација, во нивниот град, да се обратат во нашите женски центри за поддршка, таму каде што ги има, како што спомнав Скопје, Тетово и Битола. И заедно со социјалната работничка ќе го направат планот како да излезат од насилната средина. Она што сите треба да го запомниме, независно од тоа дали се преживуваме насилство или не, дека пријавувањето е само првиот чекор. И добро е да се направи планот за заминување од насилна средина, кој што може да трае и неколку месеци. Тоа не мора да значи дека ќе се случи одма и веднаш. И затоа се тука граѓанските организации, да им помагнат да го направат тој план. И тие жени кои што преживуваат некаква форма на насилство, се уште не се спремни да насилството го пријават во било која од институциите, нека се обратат во граѓанската организација и заедно со тимот ќе работат на планот за заминување од насилната средина, да биде што е возможно побезболен за сите. Женските центри во Скопје, Тетово и Битола може да ги најдат во вебсајтот Глас против насилство? Да. Ги има таму и податоци за број, имейл адреса. Она што би сакала да спомнам, имаме
профили на социјалните медиуми и на Facebook и на Instagram. Можат и да пишат ако во првиот момент не се комотни да се јават, може да се обратат и во порака, во инбокс, апсолутно ќе им одговориме и таму. Она што само сакам да напоменам е дека женските центри не се 24/7 сервис, туку работат се советувалишни центри, каде што се обезбедуваат услуги од социјална работничка, психотерапевт, адвокатка и кариерна советничка, и се достапни, односно може да се добијат услугите секој работен ден од понеделник до петок од 8 до 4 часот. Така да чисто ова го напоменувам за да се има на ум дека во сабота или во недела доколку го собратат нема да им биде веднаш одговорено, затоа се има други сервиси кои што се 24/7 кои што работат 7 дена во неделата, овие наши сервиси не работат. Ена, благодарам многу што одви време денеска да зборуваме за овие 16 дена активизам, но оваа тема треба да се зборува цела година и се надевам во следниот случај кога ние ќе бидеме заедно, ситуацијата ќе се подобри и нема да зборуваме за истите проблеми. И јас се надевам, затоа што има многу предизвици по ова прашање. Би сакала да не се задржуваме цело време на истите, туку да нели пополака преминуваме и на следните. Благодарам многу. Nekt mbyllim këtë bisedë, si gjithmonë, raportimi I dhunës cilës do formë është hapi kyç, ashtu siç tha edhe Elena, është hapi I parë dhe duhet bërë shumë hapa tjerë më pas. Mirë po për gjithë ato vajza dhe gra, por edhe të gjithë të tjerët edhe djemë dhe burra që janë viktima të dhunës në familje dhe po përjetojnë dhunë, ju lutem raportoni, drejtojeni te organizatat qeveritare të cilat ofrojnë ndihmë me aq sa munden duke u ofruar parandalimin dhe mbrojtjen e viktimave. Si dhe si gjithmonë, policia, qendra për punë sociale janë këtu, prandaj mos heshni, mirë po ta them këtë cikël të dhunës në familje. Ne këtu mbyllim edhe emisionin për ditën e sotme. Unë ju uroj një ditë sa më të mbar dhe ne do rishihemi nesër në po të njëjtin orar nga ora 15 deri në ora 16 me emisionin Gjurmët. Mirupafshim.